ние на 28 септември 2016 година, односно во среда, ќе го организираме првиот студентски референдум. Иако референдумот е неофицијален и нема обврзувачки карактер, сепак тој ќе предизвика морална обврска кај сенаторите при донесувањето на одлуката за студентското представничко тело да ја почитуваат волјата на студентите. Имено апсурдно е во време кога говориме за високо образование ориентирано кон студентот, студентскиот глас воопшто да не биде слушнат при одлучувањето за студентско представничко тело. Ние овој референдум го организираме со цел да им овозможиме на сите студенти непосредно да ја изразат својата лична волја за тоа какво студентско представничко тело сакаат. Дали сакаат да биде тоа невладина организација која е надвор од нивната контрола или сакаат тоа да биде организациона единица во рамките на универзитетот која ќе има сопствена автономија во одлучувањето, а од друга страна ќе бидат воспоставени и контролни механизми кои што ќе го спречат самоволието кое досега владееше во СПУКИ. Во текот на кампањата која ќе му претходи на овој референдум, ние ќе спроведеме низа активности кои што ќе придонесат студентите да се информираат за студентското представување, односно за неговата суштина, како и за моменталната ситуација која имаме науки. Една од тие активности ќе биде јавната дебата која ќе се случи во понеделник, 26 септември, на Правниот факултет, каде што покрај говорниците кои што ја застапуваат нашата идеја за студентско представничко тело во рамките на универзитетот, ќе бидат поканети и говорници кои што ќе ја застапуваат идејата за студентско представничко тело како невладина организација. Со ова сакаме да им овозможиме на студентите да ги слушнат аргументите и на двете страни и врз база на тоа да одлучат кое студентско представничко тело е подобро, односно кој концепт е подобар. Референдумот ќе се случи во среда 28 септември. Изборни места ќе има на сите факултети, сите 23 факултети на Универзитетот Кирил и Методи, а изборните комисии со цел да се овозможи транспарентен референдум на кој сите студенти ќе може да учествуваат како со својот глас, така и во организацијата, ќе бидат составени од доброволци кои што ќе се пријават на јавниот повик кој што ќе го платиме во текот на викендот. Тоа би било се, доколку имате некои прашања околу референдумот. Да, неодамна вие реагиравте дека адвокатот на студентскиот парламент Иван Живковски добивал пари од парламентот, а тој пак најави тужби. Дали некој од вас доби тужба до сега? Не сме добиле никаква тужба. Меѓутоа студентскиот парламент е една фантомска организација за студентите реално и воопшто не би обрнувале повеќе внимание на таа организација бидејќи реално не ги представува студентите. Они се организира некои избори, ако тоа може да се наречат избори и се остана на тоа. Сите тие председатели, адвокати на таа организација се непостоечки за нас. Планирате ли нови избори студентски? Како што кажавме, како што веќе знаете, изминатиот период имаше комисија која на Универзитетскиот сенат која одлучуваше по студентското прашање, односно по студентското представување. Оваа комисија не можеше да постигне заклучок и затоа на седница на Универзитетскиот сенат ќе се одлучува по двата предложени концепти. Суштината на двата концепти се сведува на тоа дали ќе бидат невладина организација или ќе биде организациона единица во рамките на универзитетот. Се додека не се реши ова прашање, било какви избори се беззначајни, бидејќи суштината на студентското представување е поставена околу оваа тема. Токму затоа и прашањето на студентскиот референдум ќе гласи дали студентите сакаат студентското представничко тело да продолжи да биде невладина организација, како што во моментов е СПУКИ. Тие ќе може да се изјаснат со да или не, многу едноставно, и тука ќе го видиме мислењето на сите студенти. Кој ќе биде следен чекор уште доколку позитивно се изјаснат? Во зависност од волјата на студентите ќе ги планираме следните активности. Се до тогаш би било шпекулација.